Во државата во моментов има над 120.000 невработени и околу 36.000 гладни. Од нив околу 3.000 се во источниот регион. Доколку не се народните кујни, прашање е дали тие воопшто ќе преживеат. Не, куња не може да јадеме, главно тука зиеме. Што ќе јадеме, што ќе правиме? Редовно ли доаѓаме? Редовно си доаѓаме, зимаме. Иако многумина сметаат дека овие луѓе се натовар на државата, вистината е сосема друга. Работев во 3 чешми у ЗИК Црвена звезда. 19 години. И после ојде фирмата у стечај и ојде ми си дома. Без пари, без стаж, без ништо. Од 78 запосли се во Целена. И после до 97 јас сум без работа, те доваѓам туку куњата, зимам јадење. А 58 години никој не ме прима на работа. Тоа што секојдневно се наредот за храна, тие го сметаат за лоша судбина. Каква ни била судбината, што да правиме, што да чиниме, дек да идемо, нагоре високо, надоле тврдо, натам широко. Сиромаштие до гуша. Ово е удар за мене. Мојот живот ја го замислува да работам, да оствараме право на пензија и да живеам мирно и скромно. Но не секој што е гладен може да се најаде во народните кујни. Државата е сиромашна и нивниот број е ограничен. За да некој се најде на тој список, треба и среќа и ако се може некоја врска. Да, токму така, многумина државниот ручек го обезбедиле токму преку врска.